на Битола, мој роден крај. Посебно ја изведува Александар, нели, Оливер, ќе се согласиш. Да, многу ја отпеале, реално. Многу ја отпеале, но тој има некој посебен шарм во целата приказна, а во оваа приказна, видео приказна, уживавме да ги видиме и оние препознатливи градби за Битола, на оние чиј роден крај е. Но токму градбите или пак оние автентични куќи или пак и палатите се обележје на едно време, на една доба, на еден град и треба да се негуваат, а Скопје може да се пофали со своји палати. Оваа прекрасна приказна ја имаме ова утро. А конечно некој се сети ова да биде и туристичка атракција. А токму околу таа туристичка атракција во живот центарот на Скопје, мислам дека би требало да имаме Рената Блажевска од пред една од палатите, Ристичева позади. Добро утро, Рената. Добро утро повтор пат, Александар Јована. Добро утро за гледачите на утринската програма на Сител. Уникатната архитектура ја дава топлината на местата и на градовите, а старите палати во центарот на Скопје даваат одраз на едно историско минато и народите кои минале на оваа територија и го оставиле делот од своето наследство. Ова утро се наоѓаме на плоштадот во Скопје пред Ристичевата палата, а со мене е магистар Василка Димитровска која ќе ни ја раскаже легендата и историјата за овие палати, директорка на центарот Хаемус. Добро утро. Добро утро. Убави легенди. Овде е Ристичевата палата и уште неколку кои што вие ќе ни ги представивте. Каков е духот и шармот на старите градби помеѓу двете светски војни во Скопје? Така, благодарам за поканата да гостувам во утринската програма на Сител телевизија. Ги поздравувам вашите гледачи. Знам од каде потекна идејата. Таа потекна од еден проект на Хаемус, кој што ние го нарековме палатите на Старо Скопје, креативно брендирање на еден град. Инаку токму така ние се наоѓаме не само пред Ристичевата палата, тука се всушност склоп од неколку куќи кои што се изградени во периодот помеѓу двете светски војни, воглавно помеѓу 1920, 22 и 26 година, кога и самиот градски плоштад всушност ја добил оваа форма која што ја има и денеска, вклучувајќи и дел од некои улици кои се уште постојат, секако под друго име. Инаку, оваа архитектура настаната помеѓу двете светски војни е еден карактеристичен белег на Старо Скопје, кој што се уште му дава белег и на ова наше време. Таа е изградена во стилот на академизмот. Тоа е еден концепт кој што е застапен кон крајот на 19 век во разни школи во Европа, претежно во академските школи, и оттаму му доаѓа и името. Всушност се работи за еден еклектичен стил и доколку ние ги погледнеме овие така наречени палати, значи ќе ви забележиме дека тие се преоптоварени со секакви можни елементи од сецесијата, јунген стилот, поточно ние го познаваме како арт нуво, од традицијата, од разни други европски правци на архитектурата и на уметноста. Инаку ги има многу од овие палати во Скопје. Јас би напоминала дека терминот палати е условен, земете го под наводници. Тоа е тип на архитектура која што кога се изградила во околу 20-ти и 30-тите години од 20-тиот век во Скопје, на луѓето им личела на палати, бидејќи имате во предвид дека до 20-тите години од 20-тиот век голем дел од архитектурата во Скопје куќите биле градени од плитар, така да, например, кога Ристичева палата била веќе формирана, изградена во 1926 година, веќе на разгледниците од 28-9-30 година го добива епитетот Ристичева палата. Инаку не се само тие, вдолж улицата Максим Горки има многу бројни стилови, експресионизам, барок, ренесанса, некои го имаат и преживеано земјотрес од 63-та и го задржиле својот првобитен изглед, се заштитени во културното наследство на Република Македонија, кои се останатите овде во центарот на плоштадот и пошироко во градот Скопје. Так. Ако сакаме да го доловиме духот и шармот на Старо Скопје, значи не можеме да се задржиме само на овие прекрасни палати, треба да вброиме и некои други архитектонски елементи и голем
број на антрополошки елементи, секако и приказките за фамилиите кои што се врзани за овие објекти и врз база на едно големо истражување кое што ние го направивме минатата година со тимот на Хаемус, тука ги вклучуваме и објектите на старата железничка станица, на хотелот Бристол, на киното Култура, потоа палатата Шкаперда, денеска во неја е сместена италијанската амбасада, палатата Армагањан, денеска во неја е сместена италијанската амбасада, баш не знаеле место каде да одберат да се лоцираат амбасадите, хотел Јадран или познат како Арапска куќа, потоа има огромен број на објекти од овој меѓувоен период вдолж Илинденска улица, улицата Орце Николов, всушност она што ние денеска го познаваме како Дебар Мало и во голема мера таа архитектура е заштитена со закон за културно наследство, некои објектите се и со реставрирани фасади од страна на градскиот конзерваторски центар, тие и се разликуваат вдолж овие улици и врз база на таа амбиентална архитектура, можеби граѓаните не знаат, Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија има предложено проект и го има заштитено Дебар Мало како архитектонска амбиентална целина и културно наследство на Република Македонија. Како се живеело во Старо Скопје? Вие истражувавте, направивте и научна студија. Кои елементи се оставени од минатото за душата на Скопје и начинот на живот кај граѓаните? Па добро, ако ја трнеме архитектурата, веројатно голем број на традиции и обичаи кај луѓето се задржани во рамките и на мојата фамилија. Јас можам да кажам дека како стара скопјанка, често корени потекнуваат најмалку 5-6 колена. Мојот прадедо имал куќа многу блиску еве тука на плоштадот, всушност каде што е од внатрешниот дел на ГТЦ седиштето на Стопанска банка, така да јас сум раснела со сите тие приказки, не само што сум раснела, него и професијата да се бавам и да менаџирам со културното наследство на Република Македонија ми овозможила уште подлабоко да навлезам во тие некои сфери и можам да кажам дека она што е Скопје од помеѓу 20-тите, а особено од 30-тите години е белегот на ова Скопје и денеска. Што значи тоа? Би сакала многу да го потенцирам градоначалникот на Скопје, кој што бил начело на градот од 1929 година до доцните 30 години, тој е Јосиф Михајловиќ Јуруковски и тој е градоначалникот под чие што влијание Скопје ќе го добие денешниот облик и се уште ќе ги има некои од препознатливите објекти. Значи се работи за еден регулационен план кој што тој го направил, бидејќи она што го знаеме како Старо Скопје всушност е од другата страна на Вардар и некаде после Првата светска војна Скопје почува да се шири на оваа страна со своите мала. Во негово време ќе биде структуриран градскиот парк, ќе биде направена Банската палата, денешно собрание на Република Македонија, ќе биде направена концепцијата на се ова што го гледаме од градскиот плоштад до старата железничка станица, ќе биде изграден водоводот во Рашче, хидроцентралата на Матка, огромен број на други згради за кои што веројатно луѓето поминуваат, ги користат како репери и ориентири, меѓутоа никој пат не би им текнало дека се од тој период. За жал мислам дека како градоначалник, можеби еден од најдобрите градоначалници на Скопје на сите времиња и како добар архитект, многу малку е посветено внимание на Јосиф Михајловиќ Јуруковски. Ве врзуваат убави спомени од детството за Старо Скопје, сето тоа е научно подковано како археолог, кои денес ги пренесувате во вашите едукативни тури на граѓаните од Македонија и на граѓаните кои што доаѓаат од други земји, а сакаат да ја запознаат нашата култура и традиција. Какви се едукативните тури, што вклучуваат? Пред да кажам за едукативните тури на Хаемус, само би сакала да напоменам дека минатата година Хаемус работеше еден огромен научно-истражувачки проект кој што беше фокусиран на Старото Скопје помеѓу 1900-та и 1950-та година. Тоа ни
возможи да влеземе во архивите, да истражиме многу материјали, да направиме една сублимирана научна студија од 250 страни и уште околу 500 страници на дополнителен материјал, кој што се обидуваме да најдеме начин како да го споделиме со граѓаните, бидејќи Хајмус со текот на времето од организација прерасна во социјално предприемништво и она што го работиме, сакаме на некој начин да го дисеминираме и да го споделиме со луѓето што е околу нас, да остане како трајно добро. Една од работите се и креативните тури. Тоа се на податоци Хајмус. од непроценливо значење кои Секако, остануваат да. во трајно наследство за сите оние кои што се Ние заинтересирани. сакаме да ги запишеме, да ги документираме, да ги споделиме. Еве дел од турите ги споделуваме на креативен начин и со туристичкиот сектор. Значи не само да бидат на Хајмус, туку да ги употребуваат сите оние кои што мислат дека можеби ќе си го најдат интересот од овие тури. Една од тие тури креативни е палатите на Старо Скопје, потоа да кажеме византиското сино на средновековните императори кои што го фаќа византиското наследство во околината на Скопје и тура низ отоманското наследство на Скопје. Наши тури се пред се едукативни. Кога Хајмус прави некој настан, гледаме да тоа биде од едукативна природа, обично ги документираме, ги снимаме со видео, исто како и овој материјал, кој што ни е многу Што драгоцен велат? извор и потоа ги споделуваме на интернет како отворени образовни ресурси. Што велат луѓето кои доаѓаат од другите држави на целата оваа едукација? Што мислат за македонското историско и културно наследство? Вашите искуства говорат. Па покрај тоа што сум археолог, јас сум и професионален туристички водич, ви сами гледате секој ден застанувам пред непозната група од 50 странски туристи на кои што треба да им го презентирам нашето богато културно наследство. Тие пред се доаѓаат одлично подковани, многу добро знаат што треба да се види. Меѓутоа мислам дека најголем дел од туристите, освен ако не се овие групи, кога доаѓаат како поединци или како мали групи, го сакаат оној experience туризам, значи да јадат, да вкусат, да почувствуваат, да помирисаат. Значи, тоа е еден тип на алтернативен туризам со кој што луѓето се соживуваат на индивидуално и на лично ниво. И мислам дека тоа е нешто кон кое што навистина треба да се стремиме. Така, Скопје и Македонија имаат убава храна, убава природа, интересни историски знаменитости, има многу што да се зборува за Скопје и за нашата Македонија. Јас ви благодарам за ова кратко споделување на знаењето. Почитувани сите кои што се заинтересирани, можат да се приклучат на овие едукативни тури кои што се одржуваат редовно од господјата Василка, можат да го погледнат тоа на интернет страниците и да се пријават. Студио? Јас и Јована уживавме во разговорот и во Ристичевата палата во позадина. Она што сакав да ја прашам Василка Рената, особено за турата околу палатите. Дали на таа тура палатите на Скопје само однадвор туристите имаат прилика да ги видат, со оглед на тоа дека добро од палатите сега се и населени административни представништва, амбасади, дали постои можност во некој од палатите да се влезе внатре? Дали туристите само однадвор ги гледаат или имаат прилика и внатре во некој од овие репрезентативни објекти да прошетаат? Така, прашање од студио. Да. Дали во овие палати, кога доаѓаат туристите, може да се влезе натре или само однадвор се гледаат, бидејќи голем дел од нив се административни представништва денес? Да, ние пробуваме со некои од собствениците да направиме договор, меѓутоа знаете многу е непријатно група од 50 луѓе да влезе во нечи приватен дом, да го фотографира и потоа луѓето да си ги видат фотографиите на интернет, така да ретко кој од нив дозволува. Можеби во некои од објектите на Боемска 1 и Боемска 2 кои што се веќе кафани, претворени се во комерцијални објекти и таму нели може да се види барем приземниот дел. Веќе споменавме дека некои од нив се и амбасади, во амбасадите знаете, освен ако не закажете, многу е тешко да влезете, така да хотелите Јадран, тоест арапска куќа и Хотел Бристол се затворени за јавноста, тие се под ингеренција на Македонија Турист АД. Пробавме и со нив да направиме некаков муабет, да се договориме, меѓутоа објектите се затворени поради некомерцијално работење веќе 6 или 7 години. Не се многу представителни човек да влезе и од внатре да ги разгледува и да ги представува, така да засега ќе мораме да се ограничиме на една пешачка тура со која што објектите се гледаат однадвор и врзани се со голем број на антрополошки приказни.
Благодарам. Сепак влегувањето е селективно, а може би треба да се поработи на нивно одржување и однатре, за да бидат повеќе представителни и пристапни за граѓаните кои што се заинтересирани. Благодариме Рената за оваа убава приказна за Скопските палати. Фатете го чекорот, почитувани гледачи, колку и да ви изгледа чудно да шетате во сопствениот град, секогаш е добро да го направите тоа, затоа што колку и да мислите дека си ја знаете сопствената земја и сопствениот град, секогаш има нешто ново. Впрочем, затоа и постои Ја сакам Македонија со овие репортажи, со овие јавувања линковски во живо, со овие прилози кои што ги емитуваме. Сепак се надевам дека ви откриваме нешто ново за себе, за вашите градови и за вашата и наша преубава земја. Аз би кажала и да отвориме очи кога шетаме, затоа што и кога шетаме некако не умееме да застанеме и да погледнеме околу нас и да едноставно и да се восхитиме. Дали е природа или архитектура или што друго прашање, треба да го доживуваме и нашиот град онака како што ги доживуваме градовите кога одиме некаде. Нели? Затоа прашав дали внатре се влегува во палатите, бидејќи обично кога шетаме по Европа и по светот, во тие дворци, во тие раскошни зданија, сепак може да се влезе, но претпоставувам дека градовите навреме си ги земале под своје тие градби, па сега ги менаџираат со нив. Имаме уште неколку интересни информации до крајот на денешното издание. Меѓу другото, Европската Унија ги забранува кесите, сламките, стапчињата за уши и други производи од